Добар ден во третата пресконференција на Цивил. Влегуваме во финалето на председателските избори, на гласањето за председателски избори на денешниот ден. Гледаме дека излезноста до 15 часот била 35,89, одвај 36%. Тоа е, би рекол, не очекуван, меѓутоа не е ни многу висока излезност. Ние во Цивил имаме многу мирен ден, што веќе станува на некој начин реалност повеќе години. Се разбира, не е без проблеми, има понешто ситни проблеми, дел од техничките проблеми ги кажавме предходно, фингерпринт апаратите не работат баш секаде, на едно избирачко место, колку што разбрав од моите колешки и колеги во аналитичкиот центар, ќе треба да се гласа некој друг ден, односно да се прегласува, и исто така и забележуваме дека фингерпринт апаратите, иако не работат, сепак се коригира таа ситуација со давање отпечаток на мастило. Изминативе години имавме повеќе промени во начинот на гласањето. Една од тие промени е фингерпринт апаратот, со тоа што имаме и можност луѓето да дадат лична карта и да остават отпечаток со мастило, како што ако тие апарати не профункционираат. Се разбира, одамна е изоставена обврската да се стави спреј на прстот на луѓето, да бидеме целосно прецизни. Што се однесува до најновите извештаи, јас избрав само 3, не знам колешката Дијана дали има повеќе случаи одбрано во нејзиниот извештај кој ќе биде на албански јазик. Меѓутоа, еве ги трите извештаи кои според нашите колешки и колеги во аналитичкиот центар се најинтересни, поточно овие се трите избрани. Во општина Пласница се бележи случај на кршење на изборниот молк со агитација на избирачкото и околу избирачкото место. Кога сме кај кршењето на изборниот молк, можеме да кажеме дека вакви случаи бележиме уште вчера на денот на изборниот молк и денот кога гласаат неколку категории на граѓанки и граѓани, меѓу кои и оние кои се со попречености или се неподвижни. Малку е нејасна регулативата оваа година, бидејќи имаме два паралелни процеси, меѓутоа се разбира дека ќе се обидеме да ги видиме тие разлики, да ги откриеме сите случаи на кршење на изборниот молк јасно и прецизно, и за нив ќе известиме во текот на наредните денови, како што е редот. Во Куманово, поради нефункционирање на фингерпринт апаратот, едно лице се откажало од правото на глас и си заминало. Во текот на изминатиот прес кажавме 18 луѓе, ако е ова уште едно тако лице, тоа се веќе 19 луѓе имале според нашите извештаи проблеми со фингерпринт апаратот, но ова е второ лице кое си заминало од местото на гласање, што е голема штета, бидејќи секој глас е драгоцен, секој глас е значаен во еден демократски процес. Исто така во Куманово уште еден извештај зборува за тоа дека избирачкиот одбор гласно коментирал дека набљудувачите на Цивил земале многу пари. Нема да го коментирам ова, само ќе кажам дека тоа што го кажал членот на избирачкиот одбор не е дел од процедурата, не е дел од
неговите права и обврски. Да не кажам, не е негова работа, односно тоа не е дел од регулативата. Се разбира, вакви провокативни прашања или коментари на сметка на наблюдувачите на Цивил имало, сега има и знаеме дека ќе има, но имајте предвид дека сите ние заедно му служиме на јавниот интерес, да имаме што е можно подобри, поквалитетни, слободни, фер и демократски избори.